Добро, благодарам. Продолжуваме со кампањата. Денеска сме во Бутел, заедно со заменик министерката за финансии Елена Петрова и со градоначалникот на Бутел Дарко Костовски, тука во Визбегово, да се сретнеме со неколку компании, но исто така да продолжиме во текот на денот да се среќаваме со различни целни групи, да видиме различни активности на терен што градоначалникот моментално ги работи, но и во потоа на крајот на денот во Газибаба. Јас сакам да се заблагодарам на министерката за овие убави средби со компании, бидејќи може да разговараме со различни компании и да ги понудиме нашите мерки во наредниот период. Првата работа што ВМРО-ДПМН ќе се залага, сакам секој ден да знае, борбата против криминалот и корупцијата. Тука треба најмногу да се удри. Како што спомна и министерката, има премногу сива економија, но има многу проблеми како малите компании да се развиваат. Гледате дека нема ни доволно странски инвестиции, нема ни доволно мерки за малите и средните компании. Тоа ќе биде фокус на ВМРО-ДПМН, тоа ќе биде фокус на новата влада. Но за сето ова да се промени наредниот период, први ни треба огромна поддршка за нашата председателка, а тоа е Гордана Силјановска Давкова, која треба сите граѓани на 24 април да ја дадат поддршката за нејзи. За новата председателка, за потоа брано да продолжи на 8 мај и да се избере нова влада, каде што во новата влада ќе има нови инвестиции, ќе има повеќе работни места, преку 55.000 нови работни места да има поголема економија, да има еден развој како што сите го очекуваме. Денеска може да видиме на овој потек ветуваа дека Скопје-Блаце ќе го завршат автопатот многу брзо, не поминаа 7 години, нема ниту еден километар изградено. Тоа е СДСМ, тоа е ДОИ. Нас ни треба работа, нас ни требаат проекти, нас ни треба раздвижување во градежништвото, нас ни треба подобра и подобра економија. Затоа се гледаме на терен секој ден и ги повикувам сите граѓани да ни се приклучат за подобри промени, се разбира за горда и достоинствена Македонија. Благодарам на сите.